Здраво, здраво на гледачите на М-нет. Денес се дружиме заедно со воодушевува со неговиот глас. Секоја негова песна е нов хит и со нетрпение очекуваме да ја излезе. Станува збор за Ален Хасановиќ и добре дојде. Како си ми? Добар ден за вас. Чест и задоволство ми е да бидам во вашата емисија. И ете, спремен сум да разговараме, да дебатираме за што сакате буквално. Јас ти благодарам за прифатената покана. И се надам, нели, и секако ќе го задржиме вниманието заедно со тебе. Кажи ми, Ален, како ги помина деновите во изолација? Дали некојаш превладуваше во тебе некаков страв, паника? Па искрено, знаете како, јас и пред тој вирус буквално бев заклучен дома затоа што цело време работам, правам нови песни, планирам буквално цела година или 2 години унапред што ќе излезе, како ќе излезе, многу работам така да ништо не ми падна чудно и можеби уште подобро ми дојде, уште повеќе да работам, така да меѓутоа се надевам дека ситуацијата ќе се смири после колку 3 месеци, не знам колку беа точно, и еве денеска кажува дека било многу алармантно, така да се надевам дека ќе се смири тоа. Да, се надевам дека сето ова ќе помине и ние ќе излеземе победници од сета оваа борба. Ален, ајде за миг да се вратиме на твоето детство. Кажи ни какво дете беше ти? Јас бев многу многу чудно дете. Па бев многу немирен, знаете како, многу темпераментен, ако можам така да кажам. Моите секогаш буквално имаа проблеми со мене кога бев помал и меѓутоа баш мајка ми скоро правиме некој муабет по дома и вика, се чудам, вика, како кога се што повеќе растеше, вика, дојде, вика, многу помирен, вика, меѓутоа се гледа, вика, на твоите настапи, вика, дека тоа лудило, вика, од детството ти остана. Поминало. Да, не, знаете како карактер сум многу мирен и окей човек. Меѓутоа уште го носам во себе тоа дете, меѓутоа тоа го прикажувам кога одам негде на своите настапи. Така. Тоа мое лудило, мое играње, тие што биле на мој настап сите знаат како се понашав јас на настап, така да си го сакам едноставно тоа кај себе. Затоа што мислам дека тоа не е мана, туку е врлина, ете да кажам, затоа што во денешно време треба човек тоа да го поседува за да биде, ете да кажам, на некој начин звезда. Да, така. Ален, ти си еден скромен човек и пред се искрен. Што мислиш, дали искреноста денес се цени? Па знаете како, мислам дека не се цени толку. Живееме во чуден свет. Баш сега, како што ви кажав, давав интервју за босанска телевизија, за ОВН, слично прашање ми поставија. Живееме во некој чуден свет, свет на технологија, свет на Инстаграм и на Фейсбук, каде што сите се богати, и убави. На Инстаграм нема нормален човек, сите сме богати и убави, тоа не треба да е така буквално. Не сум тип и човек кој што гледа само на материјални работи. Мислам дека тоа не треба да оди кон тој правец. Меѓутоа се надевам дека буквално овој невидлив непријател ќе не сплоти малку да бидеме по-добри и да бидеме по-окей. Да се сетиме на некои работи кои што се важни. Па да не ни биде тоа материјалното секогаш во прв план. Да, така си е. Ние се договаравме околу прашањата, па затоа не сакавме да ти ги кажеме. Сега истите прашања ќе одговараш. Да. Ален, велиме дека средношколските денови секогаш се паметот. Ајде ти пак да се вратиш за миг на тие денови. Дали паметиш некоја интересна случка што ти останала во сеќавање? Средно школа. Па беше интересно, искрено, јас сега би се вратил во средно школа. Јас 2 години учев во Битола средно школа, средно музичко, потоа се префрлив во Скопје, потоа и музичка академија завршив и меѓутоа, знаете како, сите тие денови ги носам во срце цел живот, затоа што Јас пораснав со музика и знам кога бев во основно училиште му кажам на татко ми, викам обавезно, сакам да одам во средно музичко училиште и буквално сакам да бидам
звезда, сакам да бидам, едноставно имам своја цел во животот и знаете како, јас цел живот сонував да бидам на некој начин дел од таа гранд продукција, која уште како дете ги следев тие аудиции и така натаму. Да. На некој начин еден сон ми се оствари, буквално да пеам и со Лепа Брена дуети, и со Ана Бекута, и со сите тие звезди. После тоа сега се надевам дека ќе дојде ден кога буквално ќе се оствари тој мој голем сон, ќе видиме да правам големи концерти. Се надевам. Така. Јас давам Дај себе, Боже, верувајте, многу работам, некогаш дури претерувам, меѓутоа се надевам дека ќе се оствари и да се навратам уште еднаш. Значи, средното школо, буквално, можем да кажем дека повторно би се вратил, да знаете, сите нас не влече таа носталгија кон тие денови, Така. Ален, спомнавме нели звезда на Грант, тоа беше твој исполнет нели сон. Какво беше чувството да бидеш еве помеѓу тие звезди и од каде на пример се појави таа инспирација? Која беше твојата муза за да чекориш напред и напред? Знаете како, јас на многу интервјуа сум кажал дека бев многу упорен во Македонија, верувале или не, јас 9 или 10 пати се пријавував на нашите шоуа тука што беа во Македонија. На едно само од нив освоив на второ место, тоа беше како општина, како град Прилеп. Сите наши песни, мислам дека се викаше шоуто на македонската радиотелевизија. Меѓутоа, после тоа не направив никаков успех, тоа беше гледано колку беше, тоа било и поминало, меѓутоа многу ми беше жал што на другите шоуа ништо не направив, знам дека бев талентиран. И знаеа тие во комисија таму што бев талентиран, меѓутоа нашата Македонија е таква, мора да излезеш од неа, па да направиш некој успех, па така е. За жал така, не треба да биде така. Да. Некој кој не знае, јас не сакав да се пријавувам во Звезде Гранда, меѓутоа по иницијатива на мојот татко, буквално човекот ми рече, ајде уште еднаш, вика, пробај, па што сака нека биде. Затоа што и пред тоа бев на одмор во Грција и јас му кажав, викам, зошто ни го прекинуваш одморот кога знам, викам, дека нема пак ништо да направам. Разочаран од претходните ситуации. Ајде, вика, пробај уште еднаш, вика, ти можеш. Вика, ти си буквално роден за тоа, вика, јас те познавам. Пробавме буквално и се направи огромен бум. Нешто неочекувано, буквално. И Балканот. Баш така, со првиот настап кој ми го смени животот за 360 степени. Као моја мати, мислам дека по таа песна сите ме запамти и сите ќе ме памтат и сите ме знаат по таа песна, така да. Да, ти си нашата гордост, Ален. Ние стискаме палци за исполнување на твоите желби и знам дека ќе успееш. Дали се согласуваш? Дали се согласуваш сега да испееш нешто на нашите гледачи? Па може да биде као моја мати, баш. Ајде, може. Дојдовме веќе до неа. Ти никад неќеш бити као моја мати, што е била отцу мом, краљица, слушкиња све, ал никада по свом. Не вјеруjem ја у кипове, ни такве ко ти типове. Kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Браво! Јас не сакав да пеам, але не ќам да се надминам, знаеш како, јас кој имам соговорници пејачи, на нив репуштам. Јас можам само да отворам уста. Ален, кажи ми, што се промени во твојот живот кога стана јавна личност, дали имаш време за себе и како успеваш да го чуваш ти својот приватен живот? Па знаете како, го чувам оноку колку треба.
Колку Некогаш не може. треба толку да го чуваме затоа што публиката буквално Се бара интересира. некои детали од вашиот живот ако сте јавна личност. Не може само да ве гледа на ТВ како пеете и така натаму. Меѓутоа публиката сака, тие што ве следат сака да видат нешто друго од вас, да видат какви сте вие уствари во приватноста. Откривам онолку колку треба да откривам, така да ете. Да, така си е. Кажи ми, како се справуваш ти со разочарувањата, со некои, например, негативни коментари? Како можеш, например, тоа да го заборавиш и еве, да продолжиш како ништо да не било? Па знаете како, јас како што кажав, сум човек кој е упорен и премногу. Тие негативни коментари не ме засегаат буквално. Не може секој да ве сака. Тоа така сум го сватил во животот, и секој оној кој очекува сите да го сакаат, има проблем со главата, буквално. Јас не сум од тие луѓе, секогаш ќе има некој што ќе ве критикува, некој што ќе ве сака, некој што ќе му бидете симпатичен, меѓутоа драго ми е што 90% луѓе и 90% тие што ме следат пријатно реагираат на моите песни и ми дава добри критики. Така. Ти имаш своја армија од обожуватели, така да тоа е најважно. Па да, имам и многу ми е драго, искрено. Мислам дека сум ја заслужил. Така. Затоа што многу се борев во животот и мислам дека се полека и полека коцките си наоѓаат некој свој ред. Ти си упорен човек, мислиш дека упорноста треба секогаш да се исплатува и дека никош не треба да се откажеме од првиот пат? Па знаете како, кога работите нешто во животот, јас мислам дека сами на себе вие сте тие кои први треба да кажете да, ова е добро и ако не е добро треба сами да се искритикувате. Меѓутоа, ако е нешто добро, вие сте тие први кои што треба да поверуваат во тоа. Ако јас сам во себе не верувам, како ќе очекувам други да ме веруваат? Така стојат работите што се однесува до мене и до таа упорност. Така. Како ти ги искажуваш своите емоции? Како ги искажувам? Па, ете, публика да ги слуша моите песни и мислам дека во сите мои песни може да се чуе и на некој начин и во тие спотови да се види таа емоција што јас ја се прикажувам на публиката, да. Така. Ален, знаеме точно дека додека пееш, сето тоа ти го правиш со толку голема љубов. Дел си и ја создаваш нели својата музика, дали дел? Па не дел, 90%, јас сум иначе кантавтор и комплетен автор на мојата музика, затоа што работам и музика и текст и аранжман. Овој албум сега што го работам ќе биде буквално цел продуциран што се однесува до албумот, ќе биде продуциран целиот од мене, јас ќе го продуцирам албумот, така да ете. Дали некој текст што ти си го напишал те опишува тебе во некоја песна? Па ме опишува, знаете како сите што се кантавтори, 90% од текстовите го опишуваат својот живот. Така да јас мислам дека и на некој начин во тие текстови, ако музиката и текстот го насочиш таму, да го прикажеш тоа што си го доживеал во животот и тоа што си го осетил, мислам дека таа песна ќе го најде патот баш до срцата на публиката. Дали може сега да ни отпееш уште една песна? Може, песна например, која што најголем впечаток ти оставила, нешто кое што најмногу тебе те опишува? Моја песна? Ајде. Да. Ајде. Па не знам, знаете како. Може. Тражим те, а не знам где си ти. Остали су само трагови. Кажу време лечи све, само тебе не може никада. Тражим те, а не знам где си ти. Остали су само трагови.
Kažu vreme leči sve, samo tebe ne može nikada. Кажу време лечи све, само тебе не може никада. Да, Алена, секогаш обожавам да те слушам, обожавам да ги слушам твоите песни и навистина ми е многу драго што овие неколку минути се дружиме заедно. Кажи ми, дали ние ја негуваме македонската музика? Дали, извини, уште еднаш може прашањето? Да, дали ние негуваме македонската музика? Па знаете како, пак ќе се надоврзам претходниот разговор што го имав, добив слично прашање, уствари каква е македонската естрада и дали воопшто функционира. Знаете како? Јас во Македонија мислам дека естрадата е на многу слабо ниво. Не знам зошто е така, не знам, буквално последниве години немаме ни има музика, има музичари, ние македонците сме познати како најдобри буквално музичари на Балканот, да го кажам. Што мислиш, што е музиката некако ни е стопирана, пеачите не се гледаат како звезди. Не знам зошто е тоа така, не знам, се надеам дека ќе се поправи тоа секогаш. Пак ќе кажам, секогаш гледаме какви се тие од страна и секогаш поише нив ги следим. Да. Не знам зошто македонската музика буквално е на такво ниво. Јас се надевам дека ќе се поврати, ќе биде како некогаш што била. Затоа што ако се навратиме 90-тите години, 80-тите, Македонија била на едно баш високо ниво што се однесува до музиката и до естрадата. Да. Така да јас многу ја ценам македонската музика и ја сакам и секогаш кога одам, кога имам свој настапи во диаспората и буквално во Србија и во Босна, секогаш никогаш не поминува момент да не испеам нешто македонско и верувајте дека сите тие луѓе таму многу ја сакат македонската музика, посебно и во Србија и Босна. Така да треба да се цени својата музика, треба да се негува таа традиција и се надевам дека ќе се поправи буквално, ќе се поправи нивото на кое што сме сега. А што мислиш според тебе, што треба да се поправи за да се подобри конечно оваа ситуација? Што треба да поседува еден пеач според тебе? Па знаете како, еден пеач треба да поседува све. Буквално, не можеш само да пееш. Да. Имате луѓе кои знаат само да пеат. И ништо друго кај него не можеш да видиш никаква емоција, само знае да пее буквално. Треба да се биде шоумен, треба да се пази на стайлингот, нормално каква музика се снима, кој ја продуцира таа музика. Денешно време е многу битна рекламата. Затоа што јас мислам дека 90% светот више се конектира со тој YouTube, така да и сами знаеме дека сега се најголеми звезди уствари тие јутјубери, кои буквално и најпопуларните пеачи ги враќаат назад од тој трендинг. Ако еден популарен пеач е прв во трендинг и утре ден ако некој популарен јутјубер дојде, буквално ќе го смести на второ место или трето место. Што не треба да е така. Да. Жал ми е и буквално и во светот и на Балканот зошто владее таква музика каде што се пее само за дрога, за некои неморални работи. Светот оди све уназад и уназад што се однесува до музиката. Според мене. Ова го кажувам како некој што цел живот изучувал музика и баш како стручен кон таа музика, затоа што не сум јас од вчера што се однесува до музиката. Многу години, како што кажа, сум поминал и во средна школа и на музичка академија и баш тоа музиката ми е мене струка. Така да ете, како што се однесува како стручнак можам да кажам дека музиката не е баш на некое добро ниво, а посебно овие текстови кои што ги пеа денеска. Да не набројувам. Некако е се различно сега. Па знаете како, некогаш имаше музика, некогаш се знаеше кој може да биде пеач, кој може да биде композитор, кој може да биде продуцент. Денеска буквално секој може да...
не може, туку секој мисли дека може да биде продуцент и не знам што. Меѓутоа, на некој од нив можам да кажам дека тоа им успеало баш буквално со неквалитетна музика да успеат на некој начин. Не знам како, искрено. Јас и ден денес се чудам на тие умови кои слушаат таква музика. Не сакам никого да критикувам, меѓутоа се знае што е добро. Јас преку музиката, јас секогаш во моите текстови се трудам да пораката да не биде неморална. Секогаш да се пее за љубов, да се покаже нешто, да се покаже таа музика, да се покаже нешто што е окей. Да. И да не зборувам више. Јас кога ќе почнам да зборувам не знам да застанам. Така е, продолжи. Ален, кажи ми, што дали тебе ти фалат настапите? Знаеме се. Искрено да. Јас го земам далинскиот и пеам по дома. Ми фала настапите многу, не само мене, на секој пеач му фала настапите, затоа што тоа што го имаме со публиката, тоа не може да се опише. Тоа е огромна енергија и огромна емоција што стварно не може да се опише со зборови, така да ми фалат и одвај чекам искрено да почнам да настапувам и да ги издадам своите песни кои цело време ги компонирам и сум во студио и чекам да сето тоа да се спакува добро и да го презентирам на публиката. Ете, тоа сакав да те прашам, да знам дека ми кажа дека премногу нели работиш и имаш сега некои нови работи, нови песни. Може ли малку да откриеме? Дали станува збор, например, за албум или за станува збор за цел албум, кој ќе биде повеќе електронски, нетипично за мене. Новата песна ќе се вика Лейла. Мојата сестра иначе се вика Лейла. Идејата ми дојде, мислам дека некој наслов, нешто видов на интернет, некој наслов, така ми беше Лейла и буквално, бев на клавир, пуштив таму, да кажам, направив некој бит, сега вие не сте во тој свет на музиката. И го направив текстот, можем да кажам, па доста брзо. Затоа што и таа песна е таква разиграна, буквално не сум имал таква песна. Јас мислам дека многу очекувам добар успех од оваа песна. Колку песни ќе брои тој албум? Дали се уште знаели? Па знаете како, досега имам 7 готови. Колку точно ќе брои не знам, тоа морам да се посоветувам со мојот менаџмент, и со директорот од Гранд Продукција, така да затоа што сум јас уште по договор со Гранд Продукција. Така да само да се заврши и да верувајте, знаете, кога еден продуцент и композитор работи цело време во студио, одвај чекате да завршите и само да им го подарите тоа на публиката, затоа што мене најубаво чувство ми е кога ќе издадам песна и ги чекам тие реакции, коментари на YouTube, знаете како, и мислам дека нема поубаво чувство од тоа. Да, така. Затоа што публиката го коментира она што цело време сте го работеле. И така на некој начин гледам што треба следно да издадам по нивните коментари. Така да се надевам дека наредната песна ќе има огромен успех. Ќе видиме. Тоа никогаш не се знае. Можете и најскапиот композитор да го платите и буквално да ви ветуваат и знаете како викам, и брда и долини и пак ништо да не биде. Публиката го дава, извини што те прекинувам, публиката го дава последниот суд и за хит песна никогаш не се знае. Никогаш, буквално, јас мислам дека најмногу среќа треба за хит песна. Да. Не, ништо опростено ти, Ален, јас сакав истото мисла да си ја кажам, ти ми ја презема мислата, опростено ти. Многу зборувам, затоа. Опростено ти. Ален, кога се ќе биде добро, вети дека повторно така убаво ќе му обетиме и ќе испееш и дел од новите песни. Да ги презентираме.
гледачи. Ален, кажи ми за крај на овој прекрасен разговор, дали сакаш нешто да упатиш на нашите гледачи врз основа на тоа, нели во каква ситуација се наоѓаме или нешто, некој совет, порака до нив? Па знаете како совет, бидете здрави, живи, чувајте го здравието, затоа што тоа е најбитно и сакајте се. Затоа што љубовта е таа сила која сите не движи. На сите ни ја дава таа енергија, сите не чува од зло. Да. И сите да престанеме. Јас прв почнувам од себе, меѓутоа ете јас да кажам дека тој виртуелен свет да го нагласам Инстаграм и Фејсбук и сите овие социјални мрежи, дека јас како пејач го користам за реклама. Мислам дека да не бев пејач, можеби мислам дека немаше да го користам воопшто, затоа што не сум таков човек. Повеќе сакам да седна да прочитам некоја книга или да направам нешто паметно, отколку да губам време или да лајкувам таму некои слики или да, пораката ми е да престанеме малце да живееме виртуелно. Така. Ален, за крај, дали сакаш да се одјавиме со некоја песна? Па може, ете нешто наше македонско, затоа што ние ја имаме најубавата музика и само да кажам дека наскоро ќе издадам и свој македонски песни. Добра. Да не мисли публиката дека сум заборавил од каде сум и што сум, така да ќе издадам и македонски песни, повеќето ги издадам на српско-хрватски јазик, ете, ако можам така да кажам. Затоа што сум во грант продукција и ете, никој не ни наложува што да снимаме, меѓутоа тоа е тој јазик на некој начин сите ќе не разберат, не дека македонскиот јазик не разбираат и така натаму, меѓутоа. Да, така е. Имам на пример и нашиот покоен Тоше снимаше исто многу албуми на хрватски јазик и така натаму, ете. Така да ќе има и македонски, и буквално јас музиката не ја гледам на кој јазик треба да се пее. Знаете како, музиката е музика и многу ми е на некој начин некојаш и глупо кога ќе прочитам зошто ти снимаш на тој јазик, зошто тоа така треба да биде и така натаму. Но остави ги тие мислења, ти знаеш најдобро како е. Јас знам дека секоја песна ќе биде твој хит, еве јас ти кажувам. Благодарам. Знаете како да оставиме музиката да биде музика и тоа секогаш треба така да биде. Музиката нека биде музика. Затоа што музиката е љубов и енергија, нешто што не сте музичар па да знаете, да сте музичар ќе знаете, верувајте, тоа е баш дарба од Господ. Така. Повели Ален со песната која што за крај да се одјавиме. Може па. Да, кажи ми дали ти имаш некоја желба? Некоја македонска? Па може и македонска. Ајде некоја од Тоше, може ли? Еве, може од Тоше, може. Ајде. Која на пример? Сите песни ги знам од Тоше. Која? Која сакате вие таа? И која да испееме сега? Еве, може. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив, светот мој минус тебе во него, она што ќе остане малку е. Малку е. Браво! Верувам дека беше добро. Одлично. Знаеш како, Ален, ние некако не можеме да се одјавиме, мене ми текна уште на твоја песна, Хајде ломи. Таа навистина многу добро помина кај публиката. Да. Така да е позитивна, ние кажавме дека човек треба да ги заземе само позитивните мисли, да чекори позитивно напред низ животот и дека сета оваа ситуација ќе помина, па така да ајде уште еднаш и се одјавуваме. Може, јас само да кажам за Хајде ломи, уште пред да ја снимам, пошто нели во Звезда Гранда пее само поп музика. И многу луѓе се изненадија, уствари сега од каде овој до вчера пееше Здравко Чолич, Дино Мерлин, Тоше Проески, од каде сега буквално. Па знаете, Хајде ломи е турбо фолк песна. Хајде ломи е турбо фолк песна со некои грчки примеси, затоа што таа музика е таква и ја одбрав затоа што е многу хитична.
Да, и супер. И кога прв пат ја слушнав таа демо верзија, слушнав некој хит во таа песна. Буквално тие збор, хајде ломи, 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 што е ломљиво. И ете, ја снимив и ми донесе голем успех, секако. Да, супер. Затоа може да се одјавиме со таа песна, да останат со позитивна мисла. Може. И насмевка. Ева ми текна сега. Штиклама на сто се попни, купиću ti ostrvo, slatko li je ovo vino, tvojom nogom prosuto, anđeli te s neba šalju, bit ćeš moja, znaš li to, žena koja igra kralju, njegovo je vlasništvo. Hajde lomi, 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 što je lomljivo, jer na jednu ženu podsjećaš me neodoljivo. Hajde lomi, 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 ceh platit ću ja, još me boli ljubav neponovljiva. Još me boli ljubav neponovljiva. Што колку пати по денот ќе слушам оваа песна, Да, па ете, драго ми е што ви се допаѓа песната. Оваа песна беше до мене и до гледачи. Да, баш така. Наскоро очекувајте многу добри песни. Еве, тоа можам да го гарантирам. Ке слушнете за што станува збор. Важи, ние очекуваме и се надевам дека уште еднаш вака убаво ќе помуабетиме со твоите нови песни, вака да ги презентираме во оваа моја емисија. Ти благодарам што веднаш ја прифати поканата, ти посакувам се најдобар, бидејќи тоа ти го заслужуваш. Многу успех во работата и во приватниот живот и само напред. Знаеш дека ти си нашата гор. Благодарам од срце, чест и задоволство ми и секогаш сум тука што и да треба за вас. И благодарам. Чао, од нас. Благодарам, чао.